dođi da gledam. Sedi mi reci. Istočna i centralna Makedonija je dobi car Borisova Bugarija, kako veren Hitlerov satelit. Zapadna Makedonija i pripadna Italija. So formiranjeto na italijanski od protektorat Golema Albanija, teritorijata na Zapadna Makedonija vleze v nejzin sostav. Веќе на 18 април 1941 година започна реализацијата на Виенската спогодба. Бугарската фашистичка пета армија, начело со генералот Никола Михов, почна да го окупира доделениот дел од Македонија, со што им ги олесни на германските дивизии операциите во Грција, а подоцна и дејствувањето против Советскиот сојуз. На територијата на Вардарска Македонија, Петата бугарска армија во својот состав до август 1941 година ги имаше 14-та пешадијска дивизија со седиште во Скопје, 15-та пешадијска дивизија со седиште во Битола и една конјичка бригада. Штабот на армијата се наоѓаше во Скопје. Бугарската влада во Македонија создава силен пропаганден апарат со задача окупирањето на туѓите територии да го прикаже како ослободителна мисија на Бугарија. Донесен е едностран акт за промена на националноста и асимилација на населението на окупираното подрачје. Како македонец не можеше никој да се декларира. Со тој акт припадноста на македонската нација е ставена под удар на законот за заштита на државата. Со намера да го изолираат македонскиот народ од народно-слободителната борба на народите на Југославија, окупаторските власти својата активност ја насочија во ширењето омраза спрема југословенските народи, особено спрема српскиот народ. Додека се расчистуваше ситуацијата во Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија, многу партиски организации на теренот, кои го прифатија курсот на Комунистичката партија на Југославија за вооружена борба, дава отпор на присоединувањето кон Бугарската партија и на оценката на Шаторов за политичката ситуација во Македонија. На иницијатива на местните комитети, по градовите се формираат воени штабови, а по селата воени комисии. Се организираат диверзантски групи, се изведува обука во ракувањето со оружје, собраното оружје се крие на сигурни места, а преку црвената помош се собираат пари, обрека, обувки и друга опрема. Во текот на август 1941 година, диверзантските групи од Скопје ги изведува првите мощни успешни диверзии на рудникот за хром Радуша, врз ложилницата и аеродромот кај Скопје.
Група илегалци од Прилеп излезе на планината Бабуна за да испита можноста за минирање на Богомилскиот тунел, кога е и убиен првиот окупаторски војник. Во Битола и други места на 2 август се организирани и линденски демонстрации и штрајкови. Скоевската организација разви широка активност против обидите за фашизација на младината преку фашистичките и профашистичките бугарски организации. Многобројните штрајкови во гимназиите во Скопје, Куманово, Прилеп, Велес, Битола и други места против забранувањето на употребата на македонскиот јазик, носењето школски униформи, поведените училишни такси и слични давачки само се дел на отпорот на Скоевската организација. Кон средината на септември 1941 година во Скопје е формиран нов покрајински комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија со секретарот Лазар Колишевски. Неколку дена подоцна е формиран и покрајински штаб за Македонија. Веднаш по формирањето, покрајинскиот комитет презеде организациони и политички мерки за зацврстување на партиската организација и за оспособување на партиските кадри за раководење со вооружената борба. Покрајинскиот комитет во септември ги повика комунистите да организираат партизански одреди и да го надоместат изгубеното време. Партиските организации на теренот едногласно го прифатија ставот за вооружена борба. Кон крајот на август на Скопска Црна Гора е формиран Скопскиот партизански одред. Во средината на септември на Прилепското подрачје е формиран Прилепскиот партизански одред. На Кумановското подрачје на 12 октомври е формиран Кумановскиот одред. Се подготвува формирање и на други одреди. Решено е партизанските одреди да ги почнат акциите на 11 октомври. Поделен во 3 групи, Прилепскиот одред дојден во Прилеп ги нападна полициската станица пред која е убиен полициски стражар, затворот во кој имаше политички затвореници и телеграфско-телефонските уреди. Со тоа започна вооруженото востание на македонскиот народ. Конечно победи борбената линија на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Бугарскиот окупатор, во духот на улогата и задачите добиени од Хитлер, веднаш тргна во акција да го задуши народно-слободителното движење уште во коренот. Бугарските воени и полициски власти издадоа детални упатства за употребувањето на војската и полицијата против партизаните. Законот за заштита на државата беше модифициран, така што санкциите беа проширени, а во Законот за воена состојба беа предвидени смртни казни и за помала вина. Ригорозноста на постапките на окупаторите се гледа од упатството на командантот на 5-та армија генерал Бојдев од 6 октомври 1941 година, во која меѓу другото се наведува дека Женевската конвенција не важи во борбата против партизаните, налагајќи им на бугарските единици бруталност во борбата против партизанските единици. Заробените партизани да се стрелаат на лице место, да се палат селата и да се стрелаат сите оние кои заедно со партизаните даваат било каков отпор. Бесен заради неуспехот на сопствените потфати, бугарскиот окупатор се нафрли врз населението. Само во 3 села на Велешката и Прилепската околија во овој период се стрелани околу 150 селани и се интернирани преку 200 семејства, а нивниот имот е ограбен. Есента 1942 година започна вистинската хајка против партизанските одреди, кои во текот на есента и зимата во неравноправна борба претрпеа сериозни загуби, а некои од нив беа и разбиени. Иако во 1941 и 1942 година постојаа привремени кризи, востанието во Македонија не го загуби континуитетот и доби мощно насочен тек. Курсот на вооружената борба го забрза процесот на политичката и националната диференцијација. Македонскиот народ
наполно ја свати судбинската поврзаност на својата борба со борбата на другите народи и народности на Југославија и виде јасна перспектива за остварување на својата слобода и национална рамноправност. Партиското и военото раководство на Македонија со помош на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и Врховниот штаб во текот на зимата 1942 и 1943 година презеде повеќе воено-политички мерки за да се надминат до тогашните слабости и грешки и да се сочуваат оние единици што окупаторот не успеа да ги разбие. Сите тие мерки создадоа мощне поволни услови за масовно разгорување на вооружената борба. Постигнатите успеси имаа силен одзив кај народот. Главниот штаб на Македонија во почетокот на октомври 1943 година издаде манифест во кој се изнесени карактерот и целите на народно-ослободителната борба и перспективите на Македонија во братската заедница на југословенските народи. Тоа е еден од најважните документи на народно-ослободителната борба во Македонија. Неговите програмски поставки се застапени во одлуката на второто заседание на Авној и на првото заседание на Асном и беше прифатен со големо воодушевување. До излегувањето на Бугарија од хитлеровската коалиција, единиците на народно-ослободителната војска систематски ги уништуваа непријателските формации, објектите долж комуникациите, административните и полициските апарати по селата. Во врска со договорот меѓу маршал Тито и генерал Вилсон, во првата декада на септември е изведена заедничка операција Ретвик, недела на стаорците, со сојузничката авиација, со цел да се разурнат главните сообраќајници на целата територија на Југославија. На оваа задача во Македонија беа ангажирани сите расположливи сили, кои ги напаѓаа објектите по должината на комуникациите. Меѓу другото, урнат е Богомилскиот тунел и железничката линија во должина од 2 до 3 километри, со што железничката линија Прилеп-Велес беше онеспособена за сообраќај до крајот на војната. Советскиот сојуз на 5 септември 1944 година и објави војна на Бугарија, а на 9 септември Бугарија капитулира. Командата на Петата армија ја одби наредбата на Отечествено-фронтовската влада за заедничка борба со единиците на Народно-ослободителната војска на Југославија против германските единици и во договор со германскиот командант за Македонија генералот Шоерлен, без отпор им ги предаде на германците гарнизоните и оружјето. Откако одбија да соработуваат во заедничката борба, некои бугарски единици беа разоружени од нашите единици. Така се распадна Петата армија, која речиси 4 години верно му служеше на својот господар Хитлер. Во тој период се ослободени градовите Крушево, Прилеп, Дебар, Хратово, Струмица, Берово, Пехчево, од кои некои конечно. Во текот на повлекувањето на бугарските окупаторски трупи од Македонија, германската врховна команда и командата за Југоисток презедоа итни мерки да ја стават Македонија под своја контрола и да ја обезбедат главната комуникациона магистрала Солун-Скопје-Белград. Бугарските единици беа заменети со германски. За командант на Македонија е поставен генералот Шоерлен. Развојот на ситуацијата на сојузничките фронтови во Европа, особено на Балканот, ги стави германските сили во мощна тешка положба, посебно групата армии Е во Грција и Албанија, на која и се закануваше опасност да биде отцепена. Поради тоа, германската врховна команда беше присилена да им одобри повлекување на тие сили од Грција на север. Групата армии Е броеше околу 350 до 400.000 луѓе. Откако единиците на Народно-ослободителната војска на Југославија ја пресекоа долината на Јужна и на Велика Морава кај Лесковац и Ниш, овие германски трупи беа присилени преку Македонија и Косово да се повлечат по долината на Ибар кон Босна, по главната магистрала Солун-Гевгелија-Велес-Скопје и по помошните правци Солун-Дојран-Струмица-Штип-Скопје и Лерин-Битола-Прилеп-Велес-Скопје. Заради обезбедување на југословенско-бугарската граница на македонското боиште, германската команда ја упати 11-та и 12-та пешадиска дивизија со задача да го обезбедат бокот на главните сили што се повлекуваа по долината на Вардар. Овие две дивизии ја зазедоа границата од Дојранското езеро до Крива Паланка и некои поважни пунктови во районот Врање и северно од него. За обезбедување на комуникациите и територијата во Западна Македонија, германската команда покрај своите сили ангажира и моќни балистички сили, на кои им ја ветуваше Велика Албанија со Скопје и Куманово.
До средината на октомври, главниот штаб на Македонија располагаше со 23 пешадиски бригади, 4 артилериски и 1 конјичка бригада, како и инженериски, територијални и други единици, распоредени во 7 дивизии и 3 корпуса. Во духот на директивата на Врховниот штаб, главниот штаб на Македонија им нареди на единиците со ненадејни действија до комуникациите и со одбрана на крстосниците на патиштата да го запрат повлекувањето на германските единици и да им нанесат закупи. Така, овие единици водеа борба, односно действуваа во овие правци. 41-та дивизија на комуникацијата Битола-Велес и Гевгелија-Велес. 42-та дивизија на комуникацијата Велес-Скопје и Гостивар-Скопје. 48-та дивизија Охрид-Струга-Дебар-Кичево. 49-та дивизија на комуникацијата Битола-Ресен-Охрид. Кумановската дивизија на комуникацијата Куманово-Врање и Скопје-Качаник. А 50-та и 51-та дивизија на комуникациите Струмица, Берово, Радовиш, Штип и Кочани, Царево село. Славче попей запей попей славейче Грло два гласа не можа либе да пеја.
Сакаш ли да појаваш малку? Сакам. Сакам, но се плашам. Пошто се плашиш? За тебе се плашам. Наредено ти е врзан да ме одведеш. Јас знам што ми е наредено. Качи се. Не ти е добра, а? Влезете. Ај влегуве. Влези. Другар комесар, по наредба на комесарот на дивизијата ви го предавам дезертерот во исправна состојба. Ова писмо е за вас. Зашто го водиш како пес? Одврзи го. Слободен си. Разбирам, другар комесар. Другар, момчево да не се вика Митко Ангелов? Не знам. Излези и ти. Ти си бил насуд. Сигурно знаеш на што си осуден. Не знам.
Не знаеш. Добро, зар не ти беше прочитана пресудата? Ми беше само кажано дека сум ја згазнал дисциплината. Дека сум плукнал на револуцијата. А за пресудата ми кажа дека ќе ми биде прочитана пред бригадата. А зашто си осуден? А зашто би можел да бидем осуден? Токму тоа прашува. Слушај, не ги почитувам оние што не ја зборуваат вистината. Вистината? Што чекаш, зборувај! Без писмена дозвола, но со знаење на повеќе на мои другари од батальонот. Појдов дома да ја видам мајка ми. Единец сум. Чув дека мајка ми се вратила од интернација и отидов да ја видам. Немој нешто да криеш, момче. Ништо од никого не крием. На судот им објаснив се до ситници. Ако сум сгрешил, јас сум тука. И ако не сум сгрешил, јас пак сум тука. Душата нема да ме ја земете. Молам? Едноставно, другар Кораб. Ноќта пред да појдам дома, насол ми се јави мајка ми. И сакам да ја видам. На враќање, на излезот од градот ме фати нашата патрола и ми побара дозвола. Јас дозвола немав. Потоа? 3 дена лежав в затвор. И еве сега сум тука. А кажа ли ти пред судот дека другарите од батальонот знаат, дека ќе сведочат? Им кажав. Побарав дури да ги повикат, да ги прашат. И? Еден од судиите рече дека немало потреба од сведоци. Нештата биле јасни. Но кој ќе докаже несреќнику дека навистина си невин? Ако воопшто си невин. Ви ја кажа вистината. Не ми поверуваат другите, не морате ни вие. Кажете ми најпосле на што сум осуден. Грешка е тоа, момче. Грешка. Но без неа ништо не постои. Има грешка и во лошото, има грешка и во убавата. Другар комесар. Револуцијата оценува дека треба да ме убие поради тоа што сум сакал да ја видам мајка ми. Не валкај го името на револуцијата. А ние од земја ли сме никнале? Немаме ли ние мајки? Ја знам дека не сум никнал од земја. Јас за себе си зборувам. А кој си ти за да се делиш од другите?
Ja su Mitko. Mitko Angelov. E tok mu tebe, Mitko. Te osuduvam. Gorak, vo prvata bitka. Sam da si zarabotiš oružje od neprijatelja. To je sve? Da, to je sve. Ako se sluči da ostaneš živ, neka ti je su sreća. A ako zagineš, nema da vidiš ni prvi ni posljednji što taka je platila svoja ta nepromislenost. Konečno ginati onija s oružje. Da. Svi da gineme za isto. No, sveko na svoj način. Moram da priznam da tokom svega najmalku sakam da zaginem. Večervek je spije s tome nove. A utrek je te rasporedam vo nekoj od jedinicite. Postajali si dolu i legni. Nera!